Ne može nam niko ništa, znači smo od sudbine. Меѓутоа Америка си Америка, ние сме си ние. Од човекот на кој никој не му можеше ништо до црната листа на САД во друштво на Рами Смерко, каде завршуваат лица за кои Вашингтон има докази за сторен криминал, тоа е кандидатот за председател од ГРОМ Стефчо Јакимовски. Откако Америка го стави на црната листа, реши со навреди да удри по американскиот председател. Моите синови не се криминалци, има криминалец, името му е Хантер Бајден. И пошто господинот Бајден често заборава, еве сакам да го подсетам, кој е криминалецот и да си го бара тамо. Потполно истите работи што му ги прават на Доналд Трамп. Значи Доналд Трамп има 113 кривични пријави. Сценариото тамо од длабоката држава е или да го невозможи некоја од државите да учествува на председателските избори, или да го стават во затвор, или да го убијат. А сомнежи дека Јакимовски сторил криминал од поодамна има и во Македонија, поради тоа полицијата неколку пати го проверуваше неговото работење во општина Карпош. Тогаш реши да навредува и обични полицајци, бидејќи ја работат својата работа. Дека и ти и оној как се вика министершно из Куманова Оливер Спасовски, ќе ми плукнете под прозор сите заедно. Значи, ќе ми плукнете под прозор. Затоа се обидувате со полицајци да кружите околу општината, да најдете нешто, ама ќе најдете шипки варени. А во неговиот дом влезе и финансиската полиција, тогаш Јакимовски доби и куќен притвор, иако се правдаше дека не сторил ништо. Нити сме ја злоупотребиле службената функција, нити имало организиран криминал, нити некој нешто украл, нити некој нешто дома однел. Општинските бараки се тамо, плоштадот е тамо и навистина нема смисла што се малтретираат моите колеги за работа која што нема никаква врска со било каква корупција или било каков а уште помалку пак организиран криминал. Јакимовски е политичар на сите страни, преку ЛДП во СДСМ, па преку ГРОМ во љубов со ВМРО ДПМН, за на крајот да остане во друштво со Самка Ибраимовски од ПЦЕР и Љупчо Ристовски од Интегра, покрена позицијата градоначалник на Карпош во 4 мандати. Јакимовски во владата на Бранко Црвенковски беше и министер за економија и труд и социјална политика. Недоличен однос за кој било политичар Стефчо Јакимовски има и кон медиумите. Во минатото на протест на СДСМ имаше физички инцидент со новинар, а реши да ја нападне и Алфа за тоа што снимала изјава на советник во општина Карпош. Задолжително доаѓа ТВ Алфа. Јас со жалење можам да констатирам и не ми е драго што Алфа се претвара во класична нивна непартиска телевизија, партиска камера се претвара. Значи, ова ни една друга телевизија не го пренесува, они го зборуват, ќе си ја кажат лагата на нивната телевизија. Јакимовски сега бара поддршка да биде председател на Македонија со главно ветување дека немало да ја витка кичмата пред соседните земји, но и ќе се борел против партизацијата на институциите. Одговорно тврдам како председател на Република Македонија дека во безбедносните служби, поготово во Агенцијата за разузнавање, нема шанса повеќе да влезе лице кое што има било каков контакт со било која политичка партија. Меѓу граѓаните на Карпош Јакимовски ќе остане запаметен не само по маркиците за висококатници, туку и поради одбивањето се постави голем јарбол со македонско знаме во Карпош 3, бидејќи не бил известен, против која беа организирани дури протести во 2010 година.